Почитувани, добродојдовте во вестите на Канал 8. Полициската станица од општа надлежност Кочани упати апел до сите граѓани да не палат оган на отворен простор поради високите температури. Исто така подсетуваат дека во тек е и забраната за движење во шуми, а секое недозволено движење ќе биде казнето согласно законските регулативи. Поради високите температури низ цела држава се зголемува и опасност од избувнување пожари на отворен простор, пред се во планинските предели, па така и на подрачјето што го покрива полициската станица од општа надлежност Кочани, има зголемена појава на пожари. Од таму апелираат до граѓаните од општините на подрачјето на одделението за внатрешни работи Кочани да бидат внимателни ако се движат и работат во поле, да не ги палат отпадоците, меѓите и страништата на нивите и да не фрлаат неизгаснати догорчиња. Во пресред на празниците Света Петка и Свети Пантелеимон, кога се очекува зголемена фреквенција на луѓе низ планинските населени места на подрачјето на општина Кочани, подсетуваат дека на сила е забраната за движење во шума и забраната за палење оган на отворен простор, а секое недозволено движење во шума без соодветна дозвола од шумското стопанство е казниво. Одделението за внатрешни работи Кочани апелира секое неодговорно однесување што ќе го забележат граѓаните да го пријават на телефонските броеви 112 и 193. Заради сузбивање на негативните појави, полициската станица Кочани ќе врши зајакнати контроли на теренот, а против прекрашителите на законските регулативи ќе бидат превземени соодветни мерки. Во новата студиска година на Универзитетот Гоце Делчев во Штип предвидени се вкупно 3983 места. Пријавувањето во првиот рок за запишување ќе биде од 20 до 23 август. 3983 слободни места се предвидени за запишување нови редовни и вонредни студенти на Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Според објавениот конкурс, тие ќе бидат распоредени на 12 факултети и 3 академии, на кои има 100 студиски програми во 3 циклуси на студирање. При тоа, за 2223 студенти се планира да бидат редовни со плаќање на доместок од 200, 950 студенти се со плаќање на доместок од 400 евра, додека 810 места се наменети за вонредните студенти. Според конкурсот за запишување во прва година на Универзитетот Гоце Делчев, нема да се наплаќа партиципација за студентите без родители помлади од 26 години, доколку се невработени, како и за лицата со инвалидност согласно уредбата на владата за воени инвалиди и за лица кои биле сместени во домови за напуштени деца, доколку се невработени. Студентите од ромска националност кои ќе се запишат во новата учебна година ќе бидат ослободени од партиципација за прв и втор семестар согласно проектот на владата. Ослободувањето од плаќање партиципација за студирање во прва година од студиите во студиската 2024-2025 година скоро на сите факултети е можно за запишани во прв уписен рок, како редовни студенти во државната квота, доколку се меѓу првите 10 односно 20 рангирани во зависност од факултетот. Пријавувањето на кандидатите за првиот уписен рок е од 20 до 23 август, за вториот уписен рок на 5 и 6 септември, а за третиот на 18 и 19 септември. Проверката на знаење и умења за факултетите за кои е потребен тој критериум ќе се врши во договор со кандидатите. И оваа, како и претходната учебна година, Универзитетот Гоце Делчев ќе им додели стипендии на најдобро рангираните кандидати на факултетите во вид на ослободување од плаќање партиципација за првата година. Бројот на студенти што ќе бидат стипендирани е различен за секој факултет, а зависи од големината на факултетот. Основното училиште Славчо Стојменски од Виница го објави тендерот за избор на фирма што ќе го врши превозот на учениците во тековната година. Според јавниот повик, предвидено е од општинскиот буџет со дотации да се покријат трошоците за превоз на 40 ученици на 3 различни релации. Основното училиште Славчо Стојменски од Виница навреме ќе ја избере фирмата за бесплатен превоз на учениците за оваа година. Јавниот повик за избор на давател на услугата веќе објавен и трае до 14 август.
Пресметките за трошоците по ученик треба да се вклопат согласно одлуката за определување тарифа за општинскиот линиски превоз на патници, што ја донесе Советот на општина Виница на седницата што се одржа на крајот на јануари годинава. Со распишаниот тендер треба да се обезбеди превоз за 40 ученици, чие место на живеалиште е 2,5 километри од училиштето и ќе патуваат на релација кон селото Лески, Нова населба и до постојката кај мотелот Слив. Како забелешка во техничката спецификација на јавниот повик, нагласено е дека превозот ќе се извршува во една смена, односно во периодот од 7 часот и 45 минути до 13 часот и 55 минути. Давателот или пак давателите на услугата имаат обврска по завршувањето на часовите да ги вратат учениците до нивните живеалишта. Носителот на набавката ќе се обврзе да обезбеди посебна линија за превоз на учениците, односно да има во сопственост соодветен број возила, а при тоа да се обезбеди место за седење за секој ученик. Понудувачот може да ангажира и подизведувачи. Плаќањето за извршената услуга Основното училиште Славчо Стоименски ќе го прави по добивањето средства од општина Виница на сметката за плок дотации. Со оглед што предметот на договорот е делив, тоа значи дека за давање на услугата може да се пријават и неколку понудувачи, односно еден оператор да избере релации на кои ќе вози. На 1 септември ќе се вози ридско-бразинската трка во автомобилизам Пониква 2024. Приемувањето е до 29 овој месец, а најавено е дека ќе учествуваат надпреварувачи од земјава и странство. На 1 септември на патот кон Пониква во должина од 5,3 км ќе се одржи меѓународната авторели трка Пониква 2024, што се бодува за шампионатот на Централно-европската зона на Светската автомобилистичка федерација, како и за домашниот шампионат за ридско-бразински надпревари. Пријавувањето на учесниците е до 29 август електронски на мејлот akperformance@gmail.com. Организатор на настанот е Автомобилистичката федерација на Македонија со техничка поддршка од автоклубот Перформанс од Скопје и Сдруженијето на возачите од Кочани. Стартот на патеката ќе биде од локацијата над градската депонија до рамнината на регионалниот пат кон Пониква пред Шумската куќа. Според агендата на 30 август ќе се изврши верификација на учесниците и технички преглед на возилата. Следниот ден во периодот од 8 до 10 часот ќе се направи технички преглед и на автомобилите од другите држави, а за во 14 часот е закажан официјалниот тренинг. Првата трка од авторелито Пониква 2024 е закажана за 1 септември во 12 часот, а втората 2 часа подоцна. Соопштувањето на резултатите и прогласувањето на победниците ќе се одржи во кругот на Сдруженијето на возачите во Кочани. Поддршка за овогодинешното издание е обезбедена и од Министерството за спорт. Следува информацијата од спортот. Следната сабота почнуваат надпреварите во втората фудбалска лига. Во првото коло фудбалерите на Осогово силите ќе ги одмерат со екипата на Вардар Неготино. Дуелот ќе се игра на стадионот Никола Мантов во Кочани. Следниот викенд стартува новата надпреварувачка сезона 2024-2025 во втората македонска фудбалска лига. Во првото воведно коло фудбалерите на Осогово ќе бидат домаќини на екипата Вардар Неготино. Дуелот ќе се одигра на 17 август, сабота на стадионот Никола Мантов во Кочани со почеток во 17 часот. Од управата на Осогово истакнаа дека се задржува составот што настапуваше во пролетниот дел од минатата сезона, а клубот е заселен и со 3 нови играчи: Марио Симовски од Брегалница Штип, Бојан Сандев од Работнички од Скопје, како Иван Николовски од градскиот фудбалски клуб Куманово. Распоредот за есенскиот и пролетниот дел од надпреварите веќе е изготвен, а според тоа е предвидено да се одиграат 30 кола, односно по 15 во првиот и вториот дел. Есенската полусезона ќе трае до 7 декември.
Потоа ќе има пауза до 14 февруари следната година. Крајот на надпреварувачката 2024-2025 година е планиран за 17 мај 2025 година. Инаку, втората лига ја сочинуваат 16 фудбалски клубови. Почитувани, тоа беше се што ја подготвивме за ова издание на вестите на Канал 8. Останете понатаму со нашата програма. Довидување.